Че еве сум внатре во кукичката од земја и знаете што? Земјата не гори. Че земјата е огно отпорен материјал кој што ве заштитува, ви го прочистува воздухот и ви дава здраво живеалиште. И сепак ја класифицирате како назадна, како нешто што припаѓа на минатиот век. Многу луѓе ми кажат, у земја ли ќе живеам? А не, живеете во стиропор и во картон. Тоа е окей. Зошто? Ја не знам зошто. Вие кажете ми мене. Зошто стиропорот, кој што има околу 10 години термоизолацијска некоја заштита минимална, и картонот од кој што ги прават станевите е модерен и напреден, а земјата е нешто што е назадно, примитивно и слично. Дај ве молам, објаснете ми. Значи земјата, еве ви еден факт за земјата, таа не гори, луѓе. Значи во ова време, кога имате пожари чести, што подобро од тоа да имате куќа која што не може да изгори? Има нешто подобро од тоа? Нема. И како може тоа да го рачунате како назадно? А тие градби кои што ги обложувате со стиропор, кои што гори многу лесно, а мислам дека од самата жештина стиропорот може да се запали. Ги рачунате како модерни. Па дај почнете малку со ваша глава да размислувате, значи дај малце да употребиме разум, свест, да размислиме што е здраво, што е паметно, не тоа што одговара на бизнисот. Време е да почнеме да размислуваме со наша глава. Го храниме бизнисот кој што не прави ранливи. Живеете вие во темпирани огништа, значи, шо е тоа? Згради обложени со стиропор, бе, човеч. Со стиропора. Со стиропор и мене ме зафркаат, ти живееш у куќа од земја, леле, што леле? Минатата година имаше пожар во мојата околина. Јас не бев на имотот, ми се јавија комшиите, копаат ровови, вадат, ги топат куќите со вода. Јас им реков, луѓе, фала што се јавивте, ама јас немам никаков проблем. Че мојата куќа е направена од земја и не може да изгори. Јас имам можеби едно од ретките куќи кои што се огноотпорни кај нас. А можеме сите да го имаме тоа. Значи не само што ќе се заштитите, вие ќе заштедите и пари, ама никако да се дигне главата, да се види надвор од тие бизнис интереси кои што ви ги наметнуваат медиумите, власта. Добро, власта се бизнисмени секогаш, нели? Значи не ве пуштаат од тие стеги. Упорно да се гради со картон, упорно да се гради со гипс картон, како викате тоа, со стиропор, со дрво можеби, не знам. Зошто? Зошто е тоа сето потребно кога го имате најубавиот материјал на светот, земјата? Еве ќе ви дадам еден пример за земјата што секогаш го кажувам. Земјата има најдобри изолацијски способности. Таа е енергетски ефикасна затоа што во лето е ладно внатре, во зимо е топло. Јас имам снимено видео кај што мерам температурата надвор е околу 38 степени, внатре е 23, без употреба на клима. Моментално е исто толку степени, надвор е плюс 40, значи не се стои надвор. Јас сум внатре во кукичката и е многу ладно, додека зимовска е температурата најниско околу 10 степени. Потоа, земјата има ситни пори во себе, кои што го прочистуваат воздухот. Не знам што имате против чист воздух. Или имате, не знам. Нема врска. Јас немам, затоа ја фалам земјата, ја кажувам, иако е, како што кажам, категоризирана како нешто назадно, нешто што му поминало времето, меѓутоа тестот на времето покажува дека земјата е најдобар материјал за
градење. И кога ќе се ослободите од тие стеги на пропагандата, лажната пропаганда, ќе ја видите вистината и ќе сватите дека сте излажени, како прво сте излажени со тој стиропор, дека ви прави изолација. Да, прави изолација, но тој гори после одредено време. Значи ги губи термоизолационите способности. Додека земјата ги задржува. Па така, еве, да ви дадам еден совет и предлог за земјата. Доколку имате куќи кои што се во опасни подречја, можете да си направите ѕид со земја околу нив. Еве, како овој ѕид тука што го гледате, ова е се направено од земја и ова е направено околу мојот имот, така да мојот имот е заштитен, затоа што оганот не може да ја пробие земјата или ѕидовите од земја, тој ќе запре тука на овој ѕид, нема да продолжи понатаму, во овој случај ќе ми изгори само вратата, затоа што ми е од дрво, меѓутоа голем дел од имотот ќе ми биде заштитен, па така можете и вие да го направите тоа околу вашите имоти, да си направите ѕид од земја и да си ги заштитите вашите куќи, вашите најблиски и вашиот имот. Што има лошо во тоа? Што има лошо во тоа да не треба да трошите за се многу пари? Нема ништо лошо во тоа. Напротив, тоа е добро, тоа е одржливо и тоа е напредно. Не е напредно да ставаш материјали кои што треба секој 4-5 години да ги менуваш и во кои што не си безбеден. Едноставно не е. Така, тоа малку сакав да ве задрам на таа тема, затоа што добивам коментари, леле, земја, па еве ви, сега е сезона на пожари, па мислам дека ова видео си наоѓа право место и дека оваа информација е добредојдена за сите кои што сакате да имате безбедни живеалишта. Па така, долку сакате да се заштитите од пожар, направете си околу вашите имоти земјени ѕидови, тие се прават многу лесно со мешање на земја, слама и вода. И секој може да ги прави, секој може да ги ѕида. И ако сте во можност, па и направете си куќа од земја, па да видите вие што е смарт технологија, што е напредна градба и што е убавина. Така, се надевам дека некој ќе ме послуша и дека ова видео ќе биде корисно. Ви благодарам што го изгледавте ова видео, што ме изслушавте. Секако, коментирајте слободно, отворете дебата и истражујте на оваа тема и размислувајте со своја глава. Ете, Јубов ве поздрави. Ви благодарам. Се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро.